Ахмад Абу Аджина едва е чекал да си оди дома. Тој и неговото семејство се раселени од нивниот дом во Бейт Лахија во северниот дел на Газа од почетокот на војната. Од тогаш се селеле 5 пати. Минатата недела тој се приклучил на реката луѓе кои патувале на север од Јужна Газа. طبعا كانت هي مشي لأن احنا فيش معنا ركوب. Тешко е кога ќе ви кажат да се евакуирате. Ќе се навикнеш месец-два само за да бидеш принуден повторно да заминеш. Се што сте изградиле, се за што сте заработиле останува зад вас и се движите за да започнете одново некаде. Се смируваш некое време, но наскоро ти е повторно доаѓаат барајки да заминеш. И неговата тетка и неговиот татко имаат инвалидитет и користат инвалидска количка, но тие имаат само една. Абу Аджина порано работел во Израел, сега нема извор на приходи. Сепак, вели тој, бил пресреќен што можел да си оди дома. والله الوضع المعيشي والوضع الإنساني. Го чекавме денот кога ќе се вратиме. Пешачевме мили за да стигнеме до Газа, до Северна Газа, но ситуацијата е неподносливо тешка. Тој се надевал дека неговиот дом го преживел израелскиот напад. والله احنا قعدنا فترة. Отпрво мислев дека мојата куќа е добро, иако имаше одредена штета. До крајот на војната комуникацијата беше целосно прекината. Не можев да дојдам до никого, а наскоро немаше никој на север. Кога се вратив денес, ја најдов мојата куќа целосно уништена. Оваа судбина ги снајде сите жители. Неговата 9-годишна ќерка вели дека се што сака е да си оди дома. قاعدين هنا لحالنا ونقعد هنا. Се надевав дека останало нешто по бомбардирањето, но се е уништено. Само сакам оваа војна да заврши и не сакам повеќе да го слушам звукот на експлозиите и бомбите. Самија Салман исто така била раселена. Таа вели дека има измешани чувства за враќање дома. كان كتير يوم متعب وكتير سيء. Моите чувства се помеѓу среќа и тага. Среќа затоа што се враќам во мојата куќа и во моето соседство на север. И тага затоа што брат ми беше убиен во војната. Министерството за здравство, со кое раководи Хамас, вели дека повеќе од 60.000 палестинци се убиени од почетокот на борбите, предизвикани од нападот на Хамас, во кој загинаа 1200 во Израел на 7 октомври 2023 година. Сите страни се согласуваат дека задачата за обнова на Газа ќе биде огромна. Еден палестински функционер рече дека Газа има потреба од 6,5 милиарди долари вонредно финансирање, само за да се обезбеди привремено сместување за речиси 2 милиони раселени лица. Обновата на Газа може да потрае со години, ако не и децении.